едноставно се срамев за тоа што моите беа глуви родители, но потоа баба ми ме научи дека не треба да се срамам дека имам глуви родители, треба да бидам горда на тоа, што јас сум таа единствена во семејството која што го изучува знаковниот јазик и кој што го имам усовршено. Знаковниот јазик јас го сметам за мој мајчин јазик, затоа што моите родители се глуви и јас уште од мала мене ме учеа уствари да комуницирам со нив на знаковен јазик и сега одам на обуки за да јас можам да го усовршам знаковниот јазик и за да можам да им помагам уште повеќе. Порано како мала, кога ги гледав како зборуваат, не им го разбирав јазикот и сакав да го научам. И мајка ми на моја 2-годишна возраст почна да ми учи знаковен јазик и сакав да научам да бидам како нив, но се уште бев многу мала за да можам да го достигнам тој степен на знаковен јазик. Затоа почнав да одам на обуки со кои што го надоградувам мојот знаковен јазик и мојата усовршеност. Но како што растев, пополека сваќав дека како треба јас да сум таа што ќе ги прифати, затоа што сепак јас сум нивно дете и ако јас не ги прифатам, кој ќе ги прифати? Јас се соочив со тоа уште од прво одделение, некако кога беше првата родителска и кога биде како моментот на реализација дека уствари како нели другите родители треба да одат. Едно соочување кога прашува за броеви, као да се јават, за да зборуваат. И јас тогаш некако малце се изгубив и им реков дека не го знам бројот на мајка ми и после како баба ми рече дека да го дадам нејзиниот број, но сепак и на мајка ми и од тогаш на родителски например одат и баба ми и мајка ми. Баба ми и преведува на мајка ми и она уствари сваќа што се случува. Да, јас доаѓам од семејство на глуви родители но меѓутоа баба ми и дедо ми не се глуви, тие слушаат и ми помогна исто така да се разберам со моите и да го изучувам обичниот јазик македонскиот. Вака, лицата кои што се глуви најмногу имаат потреба од толкувачи, со кои што, например, некој што има исто глуво дете, кое што потекнува од исто така глуво семејство, едноставно им е многу потешко да се разберат во институциите наместо како нас. Многу им е потребно толкувачи со кои што ќе може да се разберат било каде, но во држава едноставно нема толкувачи, се укина тоа право за толкувачи и стварно е многу лошо затоа што нема едноставно лицата немаат некој до нив со кој што ќе може да се разберат во било каде. Можеме ние секогаш да им помогнеме, например, на доктор сега. Сепак, колку и да го знаеш, на крајот на денот пак сме само деца и не сме толку изучувани за да може да им помогнеме. Иако сме секогаш отворени, но не можеме во секоја прилика да им помогнеме и мислам дека стварно им се потребни толкувачи кои на вистина го знаат знаковниот јазик, не само за диплома. И мислам дека стварно е потребно тоа и на секаде во секоја институција основно треба да го има тоа. Јас знаковниот јазик почнав да го учам уште на 10 години. За прв пат го видов на телевизија. Ми се допаѓаше тоа што луѓето што се на телевизија, тие што мафтаат со рацете, всушност представуваат јазик. Прво не знаев дека тоа е јазик, се чудев зошто мафтаат. Мајка ми објасни дека не мафтаат, дека всушност тоа е јазик на глувите луѓе. И јас посакував да го изучувам тој јазик. Потоа најдовме дека во Даре Џамбас има обуки, дека има повеќе степени каде што може да земеме сертификати да бидам толкувач. Одиме во центарот за доза среќа, таму го споделуваме своето знаење
со знаковниот јазик им помагаме на дечињата, се разбираме со дечињата и мене ми е мило да им помагам на луѓето со знаковниот јазик сепак. Јас за децата со глуви родители би им препорачала да не се срамат, сепак тие се нивни родители и мислам дека сепак глувите родители пробуваат најдоброто од себе и сепак покрај тоа што си го имаат, сепак да ни пружат љубов и мислам дека ние треба да им ја вратиме љубовта.